Да, Јована, благодарам. 8 часот и 23 минути. Како најава на тоа што до 9 часот во Македонија наутро ќе го работиме, како би рекол слободно и тема на денот, руско-украинска криза, сите очи се вперени токму кон тоа што конкретно и последниве денови се случува во односите Русија-Украина. Ги следиме и медиумите од рано утро. Едно од последните вести е дека и Јапонија и Австралија веќе објавија дека се придружуваат со санкции кон Русија. Во меѓувреме стасови нова изјава на рускиот председател Путин, вели Русија е подготвена да бара дипломатски решенија за најсложените проблеми. Како ќе се одвива руско-украинската криза, секако ќе следиме со внимание, а во продолжение го најавуваме и првиот гостин, Кристијан Апостоловски, кој што често е на релација Македонија-Украина, поради приватни обврски, поради неговото семејство кое што живее во Украина. Тој неодамна се врати од таму, каде што престојува на одредени периоди. Како што ми каже Кристијан, сега на 15 април планираш повторно да патуваш, па затоа сакам да го искористиме твоето гостување. Прво благодарам што си дел од Македонија наутро. Немаш никакви врски со медиумите, со телевизиите, но ете во интерес на гледачите да помуабитиме што се случува на терен и како населението таму во Украина реагира на тоа што цела светска јавност со очите е вперена кон нив. Каде точно престојуваш во Украина, во кој дел, во кој град? Добро утро, Ване Преце. Престојувам во Кировоград или Кропивницки, поново, Кировоградската област, која е во централна Украина, далеко од случувањата и биднувањата моментално, мирно, прекрасно, убаво градче, старо. Луѓето ми кажа дека разговаравме се доста поразлични од нас во однос на менталитетот, во однос на топлината. Најверојатно, како велат, колку повеќе на југ, толку повеќе сме потопли. Сега да не се сватиме погрешно, нели зборуваме не само за украинците, воопшто на северот и скандинавците и русите се малку поладни за разлика од нас во однос на дружењата, во однос на комуникацијата, но верувам имаш доста пријатели кои што ги стигна таму. Колку години се веќе на релација Македонија-Украина? Па од 2013 година, значи 9 години веќе. Порано поредко, сега веќе на секои 3 месеци, последното бев 3 месеци со престој таму, здравје Боже, да добијам и документи за привремен престој, па планирам и да останам. Таму да останеш. Да. Тоа значи дека, бидејќи ми кажи во неформалниот разговор пред да почнеме со интервјуто, планираш да останеш, да живееш и да работиш во Украина. Тоа значи дека работите како што се представуваат во светските медиуми, можеби и не се до тој степен така. Затоа и те викнавме да не бидеш гостин. Загрижено ли е населението таму? Кои се нивните коментари, посебно овој период од како се интензивираше кризата, иако ти ми кажа, се почна од 2014 година и тоа и самите украинци го коментираат дека ова можеби за нив е и добро како финале на крај да заврши конечно крвопролевањето. Пака пред се е мирно, тивко, кој би заминал доколку е нели воена зона. Украинците се спокојни, мирни. Никој не сака војна, никој не сака да гине. Вчера разборував со пријателите, ајде да прашам нели што се случува, како се случува, но пред се ќе ти кажам додека бев тамо, се вратив неколку дена пред Нова година. Кога почна целата да се актуализира состојба, сите пријатели од Македонија, фамилија, семејство, као ајде побрзо враќај се назад, почнува војна, што се случува таму. Едно време се запрашав, чекај во која држава сум. Пошто никој нема паника, не го зборува тоа, секој се труди да нели живее нормален живот. Така. И малтене да никој не зборува во врска за тоа, во врска со војната. Кога ќе ги прашам, добро, што се случува, како мислите, што мислите вие во врска со ова, они викаат, ова е веќе од 2014, само нека се заврши. Знаеме дека ќе замине. Одцепените делови ќе веќе се одцепени, само прашање на време беше кога ќе ова се официјализира. Во глобала мирно живеат. Вчерашните изјави нивни, не гледаме телевизија, се е добро.
тоа е тоа што тие го зборуваат. Да. Станува збор за Луганскс и за Донецк, не е мала територија, ми кажи, во однос на население, тоа е колку две наши територии и по територија, по нели километри и по број на жители, околу 4 милиони жители има таму. Така, да. Во тој дел страшно е. Уште од 2014-та секој ден да се пука, секој ден нема спокојство, нема живот, нема струја, нема вода. На тие луѓе таму име... Освен странците ја напуштаат украинците својата земја, вака твоите пријатели таму, што велат? Ја напуштаат за работа. Во Полска најчесто одат, Белорусија. За подобрение. За приход, да. Вака некој бега да се евакуира од Кирово град, од Кропивницки, немам слушнато. Пријатели ви викаат не планираме никаде да си одиме. Верувам дека и целата оваа криза што таму им трае од 2014 година им создави доста економски проблеми, затоа се одлучуваат на такви чекори. Сигурно и тоа го коментираат. Апсолутно. Тоа им е најголем проблем. Така. Твоите деца се таму, не ги зеде со тебе назад во Македонија, не го повлече семејството, тоа значи дека им веруваш на пријателите украинци, дека навистина таму знаат што прават и сигурно ќе се договорат по дипломатски пат со русите целата оваа криза да се реши. Јас ти посакувам среќен пат за Украина на 15 април, посакувам да ти се остварат плановите за живеачка таму, за работа, професионален раст и развој, па да се видиме можеби следното интервју да го правиме таму, ми кажа во градот каде што живееш. Да, Кропивницки. Се надевам. Така, тоа е 400 километри некаде после по Киев, ми кажа, така? Под Киев, да. Да. Благодарам за гостувањето денес во Македонија на утро. Додека ја добиеме, колеги од режија, ве молам само за уште една информација, дали го имаме скајпот или го немаме? Го немаме, добро. Ајде одеме со краток джингл, па се враќаме со оваа тема и со следниот разговор. Да, рускиот председател Владимир Путин во понеделникот ги призна двете сепаратистички проруски региони во источна Украина, потоа и нареди на руската војска веднаш да започне, како што изјави, мировна мисија. Ова предизвика и се уште предизвикува остри осуди од Западот и ги зголемува стравувањата дека војната е неизбежна. Од една страна слушнавме едно сведоштво на наш македонец кој што е на релација Македонија-Украина дека работите освен во источна Украина, сега засега во останатите делови од државата и не се можеби така страшни како што кога зборуваме веќе за самото население таму и за нивниот страф од војна, меѓутоа ете ќе видиме што ќе се случува во следниот период. Јас ќе го поздравам и нашиот втор гостин со кого му обетиме следниве минути во Македонија на утро, професор доктор Маријан Ѓуровски од Факултетот за безбедност. Професоре, добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. Првото прашање, дали влегувањето на руската армија во овие самопрогласени републики значи почеток на инвазијата на Украина? Како вие гледате на... Како што кажа и вашиот претходен гостин, иако темата за рано наутро малце потешка, но сепак актуелна, состојбата во Украина е од 2014 во континуитет, значи еден замрзнат конфликт кој трае и меѓу изборот помеѓу да шкрапалото на оружјето и пенкалото, Владимир Путин се одлучи за една пирова победа во која и сојуз со сепаратистички структури за признавање на една состојба која е подолг период во Украина спрема Русија и реално сметам дека тоа придонесува кон општо констатирање на состојбата и давање на избор на директно нарушување на меѓународниот поредок и територијалниот интегритет и суверенитет на една независна држава
и во суштина наспроти мировниот договор и изборот меѓу војната и мирот, рускиот председател се одлучи да изврши сериозно прекршување на меѓународното јавно право, зашто и потврда се сите изјави од Обединетите нации, ОПСЕ и сите други големи и помали меѓународни сили и држави кои придонесуваат кон оваа состојба, која на еден или на друг начин, иако како што кажа вашиот претходен соговорник, не се случува не се чувствува во целокупната територија на украинската држава, но сепак одекот, мирисот на војната и оружјето, сепак поради тоа што станува збор за Источна Европа, стравот е оправдан, особено кај Северноатлантската алијанса, Европската унија и земите соседи на Русија, и во суштина овде не може веќе да станува збор за руско-украински конфликт, туку едноставно поради тие трауми кои ги има рускиот председател од минатото и процесот на проширување на Северноатлантската алијанса од 99 година, зашто најмногу говореше во своето последно обраќање, каде што некаде околу 15 земји членки се придружија кон членството во НАТО, е главниот проблем и доближувањето на НАТО до вратите и границите на Руската Федерација. Од тука тој проблем кој е долготраен од 2008-2014 во Украина се префрли на терен на процесот на тоа дали некому му ветил на Борис Елцин, на Горбачов при распаѓањето на Советскиот сојуз, дека процесот на проширување нема толку да оди брзо и да се доближи до Русија. И во суштина сега имаме директно прекршување на меѓународното право, кое е осудено од сите земји членки на Европската унија и НАТО, и ние веројатно не е исклучена одреден воен конфликт помеѓу Украина и Русија, особено во делот на Донбас, но сметам дека војна помеѓу НАТО и Русија, бидејќи ова е главен проблем помеѓу Северноатлантската алијанса и Руската Федерација, нема да имаме. Така. Дел од коментарите на светските медиуми после тоа што се случи во понеделникот е дека светот повеќе нема да биде ист. Дали по 30 години повторно се враќа светот во таа состојба на студена војна или поделеноста помеѓу истокот и западот? И покрај нормандискиот модел на преговори во делот на Франција и Германија, на кој седна на заедничка маса со рускиот председател во Москва, и сме сведоци, може да потврдиме дека на најниско ниво се односите помеѓу НАТО и Русија дури по студената војна, и токму испраќањето на вакви различни пораки и одлуката да посегне по нарушување на територијалниот интегритет и отцепување на сепаратистички делови на легитимна независна држава, говори дека тие нарушени односи, немањето на основна елементарна дипломатска комуникација помеѓу Истокот и Западот ги нарушува и руши основните норми на комуникација кои се воспоставени во последните 20 години. Од тука сметам дека руската официјална политика сака со методи од 19 век да го сопре современиот процес на проширување и дипломатија со алатки кои се апсолутно напуштени. И верувам дека ниту руските граѓани, ниту украинските, ниту луѓето на Балканот или во Европа не сакаат да војуваат, затоа што забележлива беше изјавата на рускиот председател, а денеска повторена од Медведев во делот на новчаникот, дали германските граѓани кои ќе се разбудат наутро ќе погледнат и гасот кој го плаќале 1000 евра, сега ќе се зголеми цената најмалку уште 1500 евра. Значи, тука е главната игра и очекувањето на официјална Москва дека сепак немаше Европската унија да покаже единство во делот на економските санкции, но еве веќе за помалку од 24 часа Вашингтон и сите европски центри одлучија да преземат економски санкции и да кажат стоп на оваа ретроградна политика која на еден или на друг начин ќе се одрази и на делот на Европа. Пред да преминеме на нашиот дел на Балканот и на делот на Европа, уште едно кратко блиц прашање, можеби очекуваше ли рускиот председател
после ковид кризата, кога се покажа некако разединетост пред се во Европската Унија за некои клучни прашања, очекуваше ли можеби дека ова е сега моментот кога може да ги реши тие проблеми кои што со години се влечат во однос на руско-украинската криза и на обкружувањето на Русија? Овој настан, овие случувања, овој замрзнат конфликт трае малце подолго. И има историска генеза дури од Киевската република и токму рускиот претседател смета дека Русија има основно право на териториите на Украина и дека не постои ниту украински народ, ниту украински јазик. Нешто слично како македонската држава, негацијата на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Од тука јас се изненадувам во делот на истакнувањето, за среќа не видовме некаде да провее руското знаме на македонските плоштади, затоа што токму судбината на украинската држава, мала, независна територија, со народ кој се негира од страна на своите соседи и јазикот, е изложен на една агресивна и окупаторска политика од страна на Руската Федерација. Од тука сметам дека токму алатките на студената војна сега се уште се присутни и заради тој наводен договор помеѓу Борис Елцин и тогашната администрација во Брисел и во Берлин и рушењето на Берлинскиот зид, пропаѓањето на Советскиот сојуз, дека наводно постои договор или пак усмено ветување дека нема да дојде до процесот на проширување политиката на отворени врати на Северноатлантската алијанса и тој е главниот елемент кој сака денеска преку Украина во суштина да го блокира тој процес, затоа што полека, но сигурно доаѓа НАТО до границите на Русија. И тоа се покажа од денешен аспект оправдано. И веројатно Украина ќе остане вака замрзнат конфликт малце подолг период во делот на членството во НАТО, но не е исклучена можноста Шведска и Финска во делот на нордиските земји, дури и Грузија во следниот период од година до две да бидат нови членки на Северноатлантската алијанса и на тој начин да продолжи политиката. Затоа што Путин на овој начин се одлучи да го стави подписот и постапи спротивно на меѓународното јавно право, затоа што ниту едно негово барање кое беше доставено до Брисел, Париз, Берлин и Вашингтон не беше прифатено, односно одбиено. Така. За Балканот и за овој дел од Европа, какво влијание за безбедноста ќе имаат овие најнови случувања во Бугарија, кога веќе ги споменавме изјавите некако како малку незабележано од македонската јавност да помина некои реченици во понеделникот од рускиот претседател Путин во споредба со тоа што го добиваме од нашите источни соседи како реторика изминативе години во однос на негацијата на историјата на еден народ, на неговиот јазик, на неговата култура. Како тоа сето ќе се рефлектира сега и кај нас? Во тоа нервозно обраќање на рускиот претседател кој го имавме до нацијата пред 2 дена, ја слушнавме и Северна Македонија и државите од Западниот Балкан, кои се дел од оваа приказна и која ќе се обиде руската официјална политика да ја употреби на зелената маса при преговарање со европските двигатели Северноатлантската алијанса. Затоа што ова го велам имајќи во предвид дека руското субверзивно влијание на овој дел од Балканот, отворените прашања како што се Босна, Косово, Црна Гора и Македонија може да се употребат за замрзнат конфликт и запирање на процесот на европски интеграции на овој дел од Европа. Дополнително, таа двојна игра и лицемерност од официјалната руска политика во делот на признавањето или не на македонскиот идентитет и јазик и играјќи на сентиментот на православниот народ, треба да се види само еден факт. Пред неколку месеци ние одбележавме и го честувавме Свети Климент Охридски, во кој на официјалната страница на руската амбасада во Софија беше честитан празникот на бугарскиот просветител Свети Климент Охридски. Наспроти тоа, за 2 до 3 недели, руската амбасада во Скопје со сосема друг речник да говори за се словенски македонски просветител. Од тука сметам дека тие двојни различни стандарди, неискрениот однос кој го има Москва кон Балканот и кон Македонија и во историјата и во денес,
не прави внимателни и реално нашето друштво е во делот на западниот свет во однос на клубот на демократи на Европската Унија, ќе се обиде тој процес да биде запрен во суштина преку присуството на различни разузнавачки елементи во Белград, Софија, дури и во Скопје, зашто имаме и бројни примери на протерување на руски дипломати, официјално двајца, дополнително еден беше протеран од Македонија само за 12 часа, поради тоа што постапуваше спротивно на Виенската конвенција. Од тука сметам дека покрај нарушувањето на економската безбедност, поради овие санкции на кои најголемата цена треба да ја платат европските граѓани, затоа што 45% од плинот кој е геостратешко оружје во рацете на големите сили доаѓа од Русија. Вчера Берлин се одлучи Северниот тек 2 во делот на гасоводот да го стави во мирување. Висока цена ќе плати и Европа пред се во делот на економијата и Балканот, но сметам дека на крајот мора повторно да се седне на преговарачка маса, да се даде предност на дипломатијата, а ние овде на Балканот треба да останеме будни, затоа што има структури, помали политички партии, некои невладини организации, дури и социјалните медиуми се користат за лажни вести во делот на руското влијание субверзивно за создавање на една лажна слика. Пред тоа се говореше за Преспанскиот договор, сега се говори за договорот со Бугарија, како ќе ни се одземе идентитетот, како ќе се нарушат границите на македонската држава. Еден пример, имавме конфликт во 2001 година. Едноставна е приказната со Русија и Украина, за да ја доловиме на македонските граѓани. Да, тој следно сакав да ве прашам. Многу луѓе од тој период, официјални, тогашни лица во нашата земја укажуваат дека помош сме добили од Украина. Русија тогаш не ни сакала да ете, вака се изразам, да не ни крене ни на телефон, народски, ако сакам да се изразам. Не можеме ни на телефон да ги добиеме. Малце утрински ќе говориме малце поотворено. Гледате како се сменија лончињата. Значи, дел од граѓаните од албанска националност ја поддржуваат западната политика во однос на поддршка на суверенитетот и независноста на Украина, и покрај тоа што во 2001 година Украина, како резултат на пријателството кога имаше тогашниот председател Борис Трајковски со Леонид Кучма, имавме единствено поддршка во делот на вооружувањето и хеликоптерите токму од Украина, а од Русија апсолутно вистината е дека при барањата на тогашната состојба, бидејќи многу нешта се сменија, Македонија го смени ликот во однос на мултиетничкиот карактер, но ние добивме значајна поддршка од тогашната украинска политика. И за да го доловиме символиката, бидејќи говориме за голема геополитика, гледате во Украина граѓаните како и да не го чувствуваат тоа, освен на джебот во кој тој ефект на економска криза кај нас веројатно допрва доаѓа во оваа и следната година, тоа е исто нешто слично, како некои од нашите големи соседи, затоа што се членки на Европската Унија или затоа што се воени мокни, да навлезат на територијата на Македонија, да ја окупираат и да прогласат независност и да го нарушат територијалниот интегритет на македонската држава. Тоа е една символика наспроти она што се случува со Украина. Значи, големината која има не е ни толкава во делот на Руската Федерација. Таа во однос на воената сила е четврта. Значи, првите Соединетите Американски држави, Индија, Кина, па Русија во однос на бруто домашниот производ, военото опремување. А во делот на економијата е Ахиловата пета и на Европската Унија, но пред се на Руската Федерација, затоа што колку и да кажува приказни официјална Москва во делот на економските големини на Русија и со гасот да се заканува, сепак нивото на вкупниот бруто домашен производ на руските граѓани и Руската Федерација е на ниво на Бразил и Јужна Кореја, а вкупната економија може да се спореди со Италија и со Канада, наспроти економијата на земјите од Европската Унија. Значи, помеѓу изборот, помеѓу парите, економијата, војната и мирот, сепак сметам дека предноста на крајот ќе биде на дипломатијата, на заедничко прифатливо решение, бидејќи ако оди еден чекор повеќе во делот на воена интервенција,
дојде до Киев во делот на инвазија, сепак е таа цена која не може ниту светот, ниту самиот Путин да ја плати. Така. Професоре, застануваме тука, имаме уште две прашања до крајот на разговорот. Би сакал телефонски да ја вклучиме нашата колешка, новинарката Слободанка Јовановска. За жал, поради оправдани причини не успеавме да воспоставиме скајп комуникација и не можеше исто од оправдани причини да биде гостинка во студиото, меѓутоа би сакал телефонски накратко да ја вклучиме, бидејќи навистина позади себе има исто така приказна историја која што е поврзана со нашава тема. Неодамна престојуваше со група новинари во Украина. Слободанка, доколку се слушаме, ви посакувам на овој начин добро утро во Македонија наутро. Кога бевте во Украина и кои области поточно ги посетивте? Јас ги посетив практично и западниот и источниот дел на Украина. Источниот дел на Украина е делот кај што се навлезени руските војници, руските трупи и кај што има окупирани територии. Ние бевме во Донецк и во Луганск и се доближивме на 700 метри од линијата кај што беа руските сили. Практично бевме на линијата на фронтот, кој они ја нарекуваат контакт линија, и реално таму се случуваше вистинска војна, која трае веќе 8 години, затоа што интензитетот доека ние бевме таму сепак не беше толку голем. Главно се пукаше навечер, меѓутоа се гледа оштетување на куќи од гранатирања, од она што беше, што ни го посочија како промена во тие денови беше дека претходно се чувствувало дека војниците што учествуваат во престрелките не се толку искусни, меѓутоа на крајот веќе забележаа дека беа донесени снайперисти, професионалци, што беше некоја најава дека ќе се зголеми престрелката, дека ескалира судирот и сега веќе имаат по 1000, мислам, во текот на ноќта инциденти. Така што многу е зголемено пукањето на границата и на линијата кај што бевме ние во тој период. Ако се сеќавате, минатата недела беше гранатирани министерот за внатрешни работи со 25 новинари кои беа во посета на тој регион. Така. Како таму изгледаат работите одблизу кога зборуваме за локалното население? Ние пред овие две гостувања имавме и сведоштво на наш македонец кој што живее во централниот дел на Украина и кажа дека таму луѓето се уште се поспокојни за разлика од луѓето во источна Украина. Разговаравте ли со локалното население во овие области? Што велат тие, каква разврска очекуваат? Да, многу разговаравме со луѓето, сакавме да видиме како се чувствуваат, сакавме да видиме на што се подготвени, сакавме да видиме дали се уплашени. Меѓутоа, морам да кажам дека украинците се многу храбар народ, дека на никој начин се навикнати да живеат со оваа војна, дека се подготвени да се ја бранат државата. Едноставно таква подготвеност на секој човек се стеќаваше. Имаше секако разлика во расположението, во тензијата, во западна Украина и во источна. Во источна бидејќи имаше секојдневни пукања, бидејќи многу луѓе ги имаат напуштено домовите, бидејќи има луѓе што се иселиле од територијата, има луѓе што дошле од окупираните територии на другиот дел од територијата на Донецк и на Луганск. Подруга беше атмосферата, секако се плашеа многу повеќе, се прашуваа дали има идни на нивното живење во тој дел, бидејќи таа прешија трае со години и нема најава дека некогаш ќе заврши. Мислам дека плаќаат тие луѓе многу висока цена. Се чувствува таму цената на војната. Се гледа едноставно на секој човек цената на војната. Во намалениот стандард, во несигурноста, во постојано обновување на куќите што се гранатирани, постојано обновување на инфраструктурата. Така што мислам, малку треба да бидете таму 5 минути да сватите дека се случува војна. Така, гледаме ни неколку фотографии од токму вашиот престој во овие области во Украина. Слободанка, завршуваме со прашањето од новинарска гледна точка, бидејќи работите се менуваат од час во час, ги следите сите овие случувања. Каква разврска вие очекувате од оваа руско-украинска криза? Работите во моментов не се движат во добар правец. Мислам дека почнуваат да се остваруваат сите, како да кажам, предупредувања што доаѓа од западните избори, на кои што ние од почетокот не можевме да поверуваме. Бидејќи реално во денешен свет никој не верува дека некој туку така ќе нападне една држава и туку така ќе окупира територија во која што реално не се случува
геноцид или било каков изговор што би бил повод за да се интервенира во тие територии. Мислам дека во лош правец се движат работите. Се чека Путин кој ќе биде неговиот следен чекор. Тој вчера најави практично дека ги признава не само териториите што се моментално под контрола на руските сили, туку најави дека има намера да освојуваат, тоест да ослободува нови територии, што значи дека неговите амбиции се многу поголеми. Проценките во Украина се дека евентуално он сака да ги поврзе териториите што ги држи сега под контрола со Крим, за да има една компактна целина. Дали тука ќе застанат неговите амбиции, мислам дека во моментов никој не може да каже. Меѓутоа, ако верувам дека ако проба да излезе надвор од регионот, дека ќе мора да има одговор од другата страна. Иако секој ден слушаме од украинската влада дека они нема да наседнат на провокацијата, во еден момент мислам дека ќе мораат да одговорат и да се бранат, бидејќи ако руските сили навлезат во другиот дел од Донец и од Луганск, тоа практично значи проширување на војната инвазија и интервенција. И логично би било да се бранат. Бидејќи таму има градови, големи градови во кои што живеат многу луѓе и што е многу поважно, источна Украина е индустријскиот дел на Украина. Таму се фабрики кои произведуваат тешка машинерија, кои произведуваат многу голем процент од производството на Украина што е индустријско. Така што мислам дека ако идејата економски да се урне Украина, тоа може да се направи лесно со таргетирање на тие фабрички капацитети што постојат во тој регион, во тие градови што сега Путин ги става на својата мапа на руско влијание и што ги призна реално политички вчера како посебна територија. Благодариме многу Слободанка Јовановска, наша колешка новинарка. Благодариме на отстапеното време и на можноста да го слушнеме вашето сведоштво од посетата на воените региони во источна Украина. Ви посакувам да имате убав работен ден. Професоре, продолжувам со последните две прашања во овие 6-7 минути кои што ни остануваат. Ајде прво да се надоврземе на тоа што го кажа колешката Јовановска. Дали се оправдани стравовите на Западот дека Путин нема да застане тука? Се служам со колешката Јовановска која на терен ги согледа сите елементи и реално никој не очекуваше дека ќе се одлучи Владимир Путин на ваков потек, но се види неговиот вистински лик во суштина дека тој е подготвен сите карти да ги стави на маса затоа што сака да ги преуреди односите со алијансата и во делот на големата геополитичка сила да направи договор и тоа што изричито не доби и од Путин, и од Борис Џонсон, и од американскиот претседател и германскиот канцелар, го направи малце нервозен и се одлучи на ваков потек. Што доби во суштина тој? Доби територии кои предходно и така со 800.000 руски државјанства кои ги даде на населението во Донбас го има. Реално и тие капацитети и ресурсите кои ги има тој регион се потребни на Украина и на Русија, но не се на тоа ниво наспроти економските санкции кон економијата, кон руската држава и генерално кон руските државјани кои ќе следуваат во престојниот период. Така. И последното прашање, повторно се враќаме на домашен терен. Кои се вашите очекувања во однос на вперените очи и сега се е вперено кон руско-украинската криза, меѓутоа безбедноста на Западен Балкан, односи Македонија, Бугарија, почеток на преговори со Европска унија, очекувате ли дека сега целата оваа криза ќе значи пауза на тоа што ние како граѓани го очекуваме како прогрес во иднина? Се менуваат нештата и веројатно во пост-ковид кризата имаме преуредување на влијанијата и на интересите. И борбата на Русија да дојде трета држава на влијание после Америка и Кина во одлучувањето на овие големи прашања. Најважно е во македонската држава што конечно македонската политичка левица и десница се единствени по едно прашање, а тоа ги обедини Северноатлантската алијанса, во кој стои и ВМРО ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз за ставовите на официјален Брисел спрема политиките на Русија и Украина. Конечно македонскиот политички блок да се обедини. И
тоа е суштината на делот на функционирањето и посветеноста на домашниот безбедносен систем. Благодарение на НАТО, ние ги имаме сите информации во однос на ризиците, заканите, хибридните елементи кои ги се присутни на овој дел од Балканот. Видовме во Минхен, имаше средби апсолутно со британската, германската, француската разузнавачка служба. Тоа е прашање на доверба која има македонската држава кај главните креатори на безбедносните политики. Не очекувам воен конфликт на овој дел од Балканот, во делот на домино ефектот, но отворените прашања на Балканот и превземените економски санкции може да предизвикаат сериозно нарушување на економската безбедност и во Западниот Балкан и генерално во Европската Унија, и оваа приказна на конфликт кој ќе потрае помеѓу Русија и Украина на крајот мора да заврши повторно со заедничко решение на договор, но мировен кој веројатно ќе го постигнат повторно Германија и Франција, но потврдата мора да дојде од официјален Вашингтон. Македонските граѓани нема потреба да имаат страв, македонски војници нема да бидат упатени во мисии воени на територијата на Украина, не е исклучено да имаме бидат испратени на НАТО територии заради потврда на и заштита на територијалниот интегритет на НАТО државите по членот 5, така да сметам дека ние сме на вистинската страна, иако во оваа голема геополитичка игра од една мала држава како што е Република Македонија многу нешта не зависат, но ние треба да останеме будни како политички и безбедносен систем. Благодарам за гостувањето и за тоа што утрински ја обработивме убаво темата, пред се за подобра информираност на граѓаните, но и за спокој, бидејќи секогаш кога се зборува за овие теми, како што кажавте вие, се отвараат можеби и стари болни рани за овој дел од Европа, кои што предизвикуваат и страв на населението. Благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам на поканата и кои ги гледаме вестите, веројатно на крајот ќе треба да погледнеме во новчаникот, затоа што целата приказна ќе заврши на крајот така. Благодарам уште еднаш, пријатен ден. Благодарам уште еднаш. Посакувам убав и пријатен работен ден.